Северна мора да се стави на сите интернет портали, а сонцето од Кутлеш мора да биде тргнато од сите јавни површини. Грција го искористи моментот на кризата со Бугарија да испорача нови барања до Македонија. Овие непријатни пораки ги испеѓа шефот на грчката дипломатија Никос Дендијас посредба со својот колега Бујар Османи. Не пофали дека сме напредувале во однос на Преспа, но морало уште да се работи. However, more progress Потребен е поголем прогрес од една страна во користењето на името и терминологиите од сите државни институции и приватни субјекти, вклучувајќи и интернет страници, а од друга страна потребен е и прекин на антиквизацијата, отстранување на сонцето од вергина од сите јавни површини, преименување на патишта и објекти. Она што е кристално јасно во Преспанскиот договор е јасноста за она што се случи во античкиот период, а едно е јасно со сета почит вашите сонародници, а вие тоа го прифативте, не биле дел од кампањата на Александар. Османи се пак задоволен од посетата во Атина. Вели вистинско задоволство било се почне годината со вака успешна посета на Грција. Тема на разговор меѓу Османи и Дендијас биле европските интеграции и сојузништвото во НАТО. As an immediate neighbor and also a member of EU, Како непосреден сосед кој воедно и членка на Европската Унија, сметам дека е од особено важна принципиелната поддршка од страна на Грција за почеток на преговорите со Македонија без одложување. Ја цениме оваа поддршка и ја сметам за еден од клучните импути во создавањето долгорочно пријателство меѓу двете земји. Во истата насока сакам да ја нагласам и соработката во рамките на НАТО, преку аранжманот меѓу двете држави за заштита на воздушниот простор, што во голема мера придонесува за унапредување на довербата меѓу двете земји на политички и безбедносен план. Тема на средбата меѓу министрите за надворешни работи била и пандемијата. Дендијас рече дека Грција вложувала напори за обезбедување вакцини за Македонија, а тој лично ќе продолжи со напорите, додавајќи дека и премиерот Мицотакис бил многу активен во овој контекст.